Завршија проценките на штетите во руралните општини во Струмичко. Настрадаа поголеми површини на обработливо земјоделско земјиште, но и инфраструктура. Минатомесечните поплави во општина Ново Село со вкупна проценка од околу 14 милиони денари. Во оваа општина околу 150 хектари засадени со пченка, луцарка како и раноградинарски култури останаа под вода. Нивната вредност се проценета на околу 7,5 милиони денари. Најоштетени беа земјоделците од општина Босилово. Нивната вредност на засејаните култури, како и инфраструктурата, комисиите е процениле на околу 60 милиони денари. Земјоделците од оваа општина се жалат дека целото производство за овој период им е 100% уништено. Всичко е под вода, подвирно помина водата там дека што треба да садам, ама одоле е подвирно, он си иде од реката. Значи одоле си подвира водата, одгоре на водата што се па и мокро. Моментално овде во моментот садаме краставици. Ама нема дек да ги посадаме. Многу тешко, што се е под вода. Штети се многу лош моментално. Не може да садаме. Видете самите прапаѓа. Многу кале. Не можеме да испуштаме надоле и лежи си водата во површините. Луѓето што имат парно под котеле, растови се прерастани, не може да ги садат на место, пошто има вода оште. Минатомесечните поплави на територијата на општина Василево се проценети со вкупна висина од 9 милиони 275 илјади динари. Од општината информираа дека земјоделците не биле толку оштетени колку инфраструктурните објекти. Според Ацо Георгиев, пак претседател на комисијата во општина Струмица, информира дека 95% од проценката е завршена. Сега следува обработка на податоците и изработка на поединечни пресметки за секој подносител на барањето и изработка на извештај за вкупните штети од поплавите, кој откако ќе биде усвоен од Советот на општина Струмица, ќе биде доставен до втор степена владина комисија.